Со неговиот татко Ѓорѓи бевме добри колеги, додека тој беше директор, новинар во Македонското радио, а потоа и многу други нешта во животот. Се работи за Сергеј Варошлија, мојот вечерашен гостин во ова дневничко издание, не затоа што Сергеј го има малку на програмата на ННТВ, туку затоа што преживуваме, доживуваме денови еден феномен, Сергеј, за кој што не сум сигурен дали самиот беше подготвен. Ти минатиот викенд имаше еден настап во Ситимол во Скопје, каде што со сати, петок, сабота, недела контактираше со своите фанови, со своите почитувачи и така натаму. Таа традиција ќе продолжи во уште неколку викенди до Нова година. За Нова година се подготвува и специјална изненадувачка програма. Таму се продаваат твои мајци со твои хаштагови, ќе има уште многу други изненадувања. Сакам да те прашам, како го доживуваш феноменот на Сергеј Варошлија? Ти благодарам пред се што сум на оваа маса, иако се познаваме како и да и за одвоеното време. Не знам дали можам да зборувам сам за себе како за феномен. Јас сам пред себе сум си таков кој што сум. Веројатно повеќе може да кажат луѓето што ме познаваат или што се околу мене. Дефинитивно се случува нешто што се нарекува феномен, што е за мене природна состојба или природна средина. Една моја драга пријателка деновиве што ме познава со години ми рече те носат по Ситимол како што носеа Мерлин Монро на американските војници. Во овој случај беа фанови. Да, Мерлин Монро со хормонално пореметување со мустак и шала на страна. Мислам дека се случува во вистинско време, дека на Македонија и на овој народ и требаше и требало очигледно едно вакво освежување. Сега, ако кажат за мене дека сум феномен или за мојата работа или каков и да што е за мене, пред се ќе кажам нормално, вистинските луѓе, вистинските визионери знаат тоа да го проценат, заради тоа што јас сум еден артистички, уметнички тип на човек. Не е со мене едноставно да се работи. Треба да знае некој како да ми даде начин и шанса да го реализирам јас собствениот талент. Не можам во овој сегмент да го скокнам и Бојан Јовановски. Така е, колку и да сака да биде спомнат или не, заради тоа што да му дадеш ти на човек медиумски простор, како мене, со одврзани раце, да влезе во етер, тоа е една тенка линија на... Во еден рискантен проект на почетоците, барем. Така е, тоа е една движење по една тенка линија, меѓутоа со мене може да работат луѓе кои исклучително многу добро ме познаваат и знаат да проценат што е најдобро за мене. Јас сакав да дојдеш во Дневникот вечерва, бидејќи оваа публика што не гледа на Дневникот, веројатно во помал дел е твоја публика, ова е една друга публика, малку посериозна, предпоставувам, во друго доба. Јас и ти не делиме иста сцена во Скопје, кој те знам со години. Ти беше и во претходниот инкарнација, да кажем, многу успешен стилист, човек по кој што се бараат термини повеќе за одредени интервенции, модни и така натаму. Но оваа експлозија што се случува во последните 5-6 месеци. Јас велам експлозија, бидејќи гледам дека навистина ствараш една неверојатна маса на еден помлад свет, кој што сака да те гледа, кој што сака да те бара, да се сликаат, да се дружат со тебе и така натаму. Во таа смисла мислев дали беше подготвен дека тоа ќе биде таков успех. До овој степен не. До овој степен искрено не. Не бев подготвен заради тоа што при тоа јас живеам релативно досаден живот. Сум малку изолиран. Не кажува ништо од приватноста, бидејќи тоа е една мистика која треба да следи овој тип. Нека остане така да кога се впуштив јас овие денови во Ситимол, јас буквално наидов на еден шок. Малтани јас сум, меѓутоа сум од друга страна и толку изненаден и толку сум среќен заради тоа што сум тип на човек што сака да ги направи другите луѓе да бидат среќни. Инаку морам да кажам и да те вратам назад во времето на 25 години. Ти си бил еден од првите визионери што го памтиш и тоа. Го памтам, како не, ако не го памтам, имам дома кој да ме потсети, кога имаше ти идеја пред 25 години да ме брендираш мене. Да, така е, точно. Беше и тогаш во еден страшен така, меѓутоа јас бев тогаш млад,
Така не е. знаев ни за што ми зборуваш, меѓутоа еве вистински се случило. Така да јас сум ја имал среќата секогаш да имам визионери, поддржувачи околу себе и се наоѓам сега во една структура каде што вие сте сите вие околу мене сте ми малтене семејство. И затоа се чувствувам и добро и комфортно. Сергеј, благодарам што си дел од нашето семејство. Мислам дека и оние кои што до сега не те гледале од оваа публика која го следи нашите дневници, ќе се заинтересираат, па Сергеј, ти си секој ден на програмата, во овие доцни попладневни часови, имаш своји фанови, на социјалните мрежи си повеќе од многумина други и така натаму. Ти благодарам што не почести со гостувањето во Дневникот. Ние нема да дојдеме во твојата емисија, бидејќи со мечот ќе не масакрираш. Не, со сабијата што имам од тебе, со неа ќе ја затворам сезоната, кога ќе смеам да ја уништам сценографијата. Ќе ви се заблагодарам уште еднашка. Манијата продолжува, имаме многу изненадувања и се гледам.